Подвладнени вести во 16 денеска гледан. Кратко траеше владината приказна на Таравари. Премиерот му посака добро здравје. Одборец за човекови права преку екологист Ахмети стана историчар. Средновековната византиска и балканска историја ја вброи како албанска. Премиерот ќе патува во Кочани, откако роднините на загинатите наместо во владата го поканија кај нив. Тој ќе оди на средба. Син со секира ги нападнал родителите, таткото починал, мајката тешко повредена. Албанија на парламентарни избори. Анкетите предвидуваат победа на Еди Рама. Во овие вести детали од посетата на министерот за надворешни работи на Шведска. Добар ден, останете овде, почнуваме веднаш. Владината приказна на Арбен Тарафари дефинитивно е завршена, откако синоќ ја рече дека природно било Алијанса да биде дел од опозицијата. Денеска премиерот му посака добро здравје. За сега неизвестно е дали сите министри од неговата партија си одат од владата или некој ќе си оди од Алијанса на албанците. Дали Таравари како опозиционер ќе се приближи кон СДСМ од каде доби покана, останува исто така отворено прашање. Деспина Тодоровска. Таравари дефинитивно излегува од владата. Мицкоски му посака среќа и добро здравје. Следната недела вели дека ќе го покани на проштална средба. И премиерот е изненаден од одлуката на Таравари да се врати, како што вели, во прегратките на Дуи. Јас можам само да му посакам среќа и се надевам дека ќе имаме една завршна средба во текот на следната недела на која што ќе сумираме што е тоа што е направено и да му посакам пред се добро здравје. Тоа е она кое што на сите нас ни е најважно. Морам да кажам дека најмалку што очекував е да се врати назад во прегратките на Али Ахмети и останатите, но тоа е сепак негова одлука и убеден сум одлука на малкумина и дека тоа не е одлука на членството на Алијанса за албанците и на голем дел од луѓето кои што се дел од оваа влада. Честно беше и доблесно самиот тоа да го направи, да не ја влече владата за нос и граѓаните, но ете, полека, но сигурно станува јасно дека тој се враќа назад во прегратката на сите оние кои што повеќе од 2 децении ја пустошеа, ја криминализира, ја ограбува, ја фрлија Македонија на колена. Мицкоски не одговори дали чекорот на Таравари ќе го следат сите петмина пратеници и високи функционери од крилото на Алијанса, но вели дека и без нив мнозинството е стабилно. Дали тоа значи и што значи времето ќе покаже? Владата е стабилна, владата има близу 2/3 поддршка во парламентот и владата е посветена само на една работа, а тоа е проекти и реформи и одлучна борба против криминалците и корупцијата, за жал против оние на кои што за жал им се придружува Арбен Таравари. Дека на Алијанса ќе биде подобро во опозиција, вчера вечер порача и самиот Таравари при отворањето на нов партиски штаб во Скопје, потврдувајќи дека довербата во владината коалиција е мизерна. Сепак Таравари целосно ја отфрли можноста Алијанса да стане дел од Европскиот фронт на Дуи и останува на ставот дека на претстојните избори ќе настапат со своји советнички листи. Покрај со Мицкоски, Таравари следната недела ќе се сретне и со лидерот на СДСМ Венко Филипче, но без детали дали од оваа средба може да произлезе и нова соработка за локалните избори. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Али Ахмети и Дуи, откако сменија неколку политички реторики, сега најавуваат нова. Ахмети почна јавно да ги застапува тезите на некои академици од Албанија за античките врски и корени на албанците со Александар Велики и средновековната византиска историја. Во албанската историја ги наброја Константин, Јустинијан, Јован Дебранин, основачот на Охридската архиепископија. Али Ахмети со нова политичка реторика од позиција на опозиционери ја застапува тезата дека албанците имаат антички корени на овие простори. Во говор пред поддржувачите од Струга тој зборува и дека се што е на Балканот од средниот век било дел од албанската историја. Меѓу личностите кои ги вбројува се и Константин Велики и Јустинијан I, како и основачот на Охридската архиепископија. Ахмети вели треба да им биде јасно на сите дека албанците придонеле за културата на Балканот, Европа и светот. Tash nuk duat të hyje dhe të bëj historinë e gjuhës shqipe në shekuj, pe kur është përdorë dhe si është përdorë. Para më duhet ta dimë se ne jemi kontribus qoftë në kulturën e Ballkanit, qoftë në kulturën e Evropës, qoftë në kulturën e botës. Ta zëm nga Konstantini i Lashtë
që është i yni, është origjin, është ADN e jona. Justiniani, Gjergj Dibrani, themelus i kishës i arcipeshkvisë Sohri. Po ne nuk hiqemi që ne i kemi dhënë kulturës europiane, sepse atëherë kemi qenë kosmopolit dhe kemi kontribuar për të gjithë njerëzimin. Ова не е непозната реторика за дел од албанските академици од Албанија кои веќе подолг период застапуваат вакви тези, но за прв пат се случува да ги зборува јавно политичар од Македонија. Дека ова не е ништо друго освен протежирање на ултранационалистички идеи кои се користат од повеќе држави на Балканот, оценуваат аналитичарите. Секој националистички шовинизам секогаш пледира да ги докаже своите корени дека тие се најстар народ, говорат најстар јазик. Имаме, да речем, дури трагикомични, па и би рекол психијатриски случаи од, не знам, ултранационалистички срби или ултранационалистички бугари кои докажуваат дека, не знам, србите се најстар народ во светот. Дефинитивно небулози кои историската наука ги отфрла. Исто така мислам дека и овие тези со кои лидерот на ДУИ настапи, каде што одредени видни историски личности на Балканскиот полуостров им дава етничко албанска нота, односно дека тие биле од албанскиот етнос, не се прифатени во светската историографија. Ваквиот говор на Ахмети го оценија како чајнички обид за привлекување на гласачкото тело. ДУИ моментално е детето од Катран, политички е маргинализирано од сите политички представени партии во Македонското собрание, говорам тука ВМРО, ДПМ, не знам, дури опозицијските СДСМ и левици, веројатно тоа создава нервоза кај долгогодишниот и единствен деценијски лидер на ДУИ Али Ахмети, па заради тоа тој се повеќе ќе се приклонува кон се повеќе радикални изјави, со кои смета дека на тој начин ќе го држи националистички гласачкото тело. За историчарите ваквите тези се чисти измислица бидејќи се целосно спротивни на историски потврдените факти. Токму историјата говори спротивно дека албанците не се дел од етносот кој живеел на овие простори и нивното населување е неколку века подоцна. Миријана Давидовска, Сител телевизија. Македонија ќе подржи иницијатива за Хашки суд за воени злосторства на Русија во Украина. Меѓународен лекарски тим обучува македонски лекари за пострехабилитивни процеси за повредените од трагедијата во Кочани. Да, Македонија ќе подржи формирање на меѓународен суд за воени злосторства во Украина. Министерот Муцунски за Сител вели дека поддршката е во насока на почитување на меѓународното јавно и хуманитарно право. Специјален суд со седиште во Хаг да ги гони војните злосторства на Русија во Украина. Европската унија и сојузниците дадоа зелено светло за формирање на меѓународен трибунал кој ќе ги гони високите руски функционери за војната против Украина. Иницијативата доби поддршка и од Македонија, а како што вели министерот за надворешни Муцунски, тоа е направено во насока на почитување на меѓународното јавно и хуманитарно право. Тоа го правиме во целосна комуникација и координација со сите наши стратешки партнери во делот на надворешната политика. Зошто нашата држава станува дел од тој процес? Тоа што нашите граѓани треба да го знаат е дека почитувањето на меѓународното јавно право и на меѓународното хуманитарно право е едно од клучните и најзначајните алатки, посебно за малите земји како што е нашата држава. Принципилно поддржуваме таа иницијатива, принципилно ги поддржуваме сите иницијативи кои што се насочени кон афирмација на меѓународното јавно право. Повеќе од 30 министри за надворешни работи и дипломати од Европа и партнерските земји ја подпишаа декларацијата за формирање на воениот трибунал, кој треба да ја истражува руската агресија. Идејата се очекува да добие поддршка и од Соединетите Американски држави, кои по доаѓањето на Трамп ја повлекоа поддршката. Знае политиката некогаш да биде помоќна од правото. Но тоа не значи дека ние како држава не треба конзистентно да стоиме позади принципите кои што ги застапуваме. Времето ќе покаже дали ќе успее во своите цели оваа наша иницијатива, која што е колективна,
но ние сметаме дека тоа е вистинскиот чекор кој што треба да се направи во актуелниот геополитички контекст и ќе повторам нешто што веќе го кажав, сепак и од политичка гледна точка внимаваме да сме добро координирани при носењето на овие одлуки. Судот за воени злосторства е предвидено да брои 15 судии со мандат од 9 години. Седиштето ќе биде во Хаг, каде веќе се наоѓаат неколку меѓународни правни организации. Судот ќе го основа Советот на Европа, а според проценките, вкупните трошоци за неговата работа ќе изнесуваат 1 милиарда евра. Пресудите ќе можат да бидат носени и во отсуство на обвинетите. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски е во посета на Шведска. Таму е Даниел Василев. Што е во неговата агенда? Ден посветен на македонската диаспора во Шведска. Пред официјалниот дел од посетата на кралството, министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски ги посети нашинците тука. Првата точка беше Македонската православна црква Свети Наум Охридски. Муцунски, барем според кажувањата на нашинците, е првиот шеф на македонската дипломатија кој официјално ги посетил. Посетата почна со литургија. Сочувај полната Твоја црква, освети го наше сакат, убавината на Твојот дом, прослави со Твојата божествена сила и не оставај на нас, што се надаваме на Тебе. Црквата Свети Наум Охридски е местото каде што се собираат македонците во јужниот дел од Шведска. Меѓутоа, оваа црква не е храм само за македонците, туку за сите оние православни христијани кои што живеат во овој дел од кралството. Црквата е многу важна за нас македонците овде, нарочито ние што тука живееме во Малме, е еден втор дом, каде што во слободните денови доаѓаме тука на служби за верски празници. Верските празници се многу посетени, тука можам да ги напоменам Великден, Божик и останатите празници наравно. Имаме прилично прилив на луѓе кои што дошле во последните 10 години, нормално барајќи еден простор да работат. Македонската православна црква на општина Свети Наум Охридски во Малме ги собира сите своји чеда кои што доаѓаат овде и кои што дошле овде на овие простори во оваа парохија. Но не треба да заборавиме дека во оваа света црква се црквуваат и луѓе, верници кои што немаат други православни цркви овде во овој град и во околината. И затоа и денеска може би приметивте за време на литургијата символот на верата и молитвата Оче наш се кажуваше на повеќе јазици. Улогата на црквата е голема. Црквата е таа која што ја чува верата, црквата е таа која што го чува јазикот, црквата е таа која што треба да ја чува и културата и на тоа поле работиме и соработуваме. Таму каде што застанува орото македонско и песната македонска, црквата притекнува за да се возобнови тоа и да живее и понатаму и на овие простори каде што се нашите луѓе. По литургијата Муцунски се сретна со иселениците. Тие му ги кажаа своите административни проблеми, но дадоа и идеи како шведски модели можат да се имплементираат во Македонија. Муцунски задоволен, вели односот со диаспората мора да биде двонасочен. Прво, што е тоа што ние можеме да го направиме за нашата диаспора кои што живеат надвор од границите, за сите македонци, албанци, турци, независно од националност и независно од религија, но и што очекуваме од нив како диаспора за возврат кон државата, и сметам дека имавме денес одлична дискусија. Чест беше да се посети овој православен храм кој што ги собира сите македонци не само во Малме, туку и во една поширок географски опфат на овој регион каде што се наоѓаме сега во Шведска. Слушнавме многу работи, многу идеи, слушнавме и многу иницијативи од нивна страна.
Утре шефот на македонската дипломатија ќе има повеќе средби на високо ниво. Ќе се сретне со представници на Рикстагот, но и со министерките како за надворешни работи, така и за Европска унија. Тука е секако и средбата со државниот секретар за надворешна трговија. Средбата е насочена пред се кон афирмација на нашите клучни надворешно-политички позиции, а тие кои што се поврзани со европските интеграции, бидејќи Шведска е долги години принципелен поддржувач на политиката на проширување, но да видиме и за оние иницијативи кои што се дополнително значени во делот на билатералните односи, во делот на засилување на трговската размена. Има неколку шведски инвеститори кои што се присутни во државата, но сметаме дека тука може да се направи уште повеќе, така да, како и сите наши посети, кај земите членки на Европската унија секако примерен фокус ни се оние политички приоритети, но секако не ги занемаруваме и другите клучни прашања во билатералните односи. Како дел од агендата на посетата на министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски е посета и на Универзитетската болница Каролинска, каде што беа сместени и се лекуваа дел од пациентите кои што беа повредени во најголемата трагедија во историјата на Македонија во импровизираната дискотека Пулс. Сител во Шведска, Даниел Василев и Александар Трајковски. Премиерот ќе патува во Кочани. Откако роднините на загинатите наместо во владата го поканија кај нив, тој ќе оди на средба. Албанија на парламентарни избори. Анкетите предвидуваат победа на Еди Рама. Премиерот Христијан Мицкоски ќе оди во Кочани на средба со роднините на загинатите во дискотеката Пулс. Не добил официјална покана, но вели дека нема проблем да оди и таму откако тие одбија да дојдат во владата. Премиерот Мицкоски ќе се сретне во Кочани со родителите чии деца загинаа во пожарот во Пулс. Откако тие одбија да дојдат утре на средба во владата со него и го повикаа да дојде во нивниот град да разговараат. Мицкоски вели, иако до него не стигнала официјална покана, прифаќа да разговара со нив и да им понуди помош. Жалам што е таква одлуката. Немам проблем јас да заменам и да појдам во Кочани. Апсолутно, и ќе сторам и како што правев до сега се за да им помогнам онолку колку што можам да им помогнам. Но исто така морам да кажам дека сум имал покана да појдам таму и на ваков состанок да поразговарам е лага, такво нешто нема. Но еве, без разлика, ако е ова покана, еве кажувам дека ќе појдам во Кочани и ќе разговарам. Вчера родителите на загинатите деца напишаа писмо дека не ја прифаќаат поканата од кабинетот на премиерот, бидејќи е задоцната, а голем дел од родителите не може да одат во Скопје поради последиците од трагедијата. Го повика да дојде во Кочани. Од СДСМ денеска повторно побара од владеачкото мнозинство во парламентот да го поддржи нивниот предлог закон за финансиска и институционална поддршка, како на семејствата на загинатите во трагедијата, така и на повредените. Во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија веруваме дека кога станува збор за солидарноста и за човечката грижа, не смее да има партиски разлики, ниту политички поделби. Затоа, уште еднаш ги повикуваме пратениците од владеачката партија да го преиспитаат својот став, да се издигнат над политиката и да дадат поддршка за ова законско решение. Од ВМРО-ДПМН пак ги повикаа да престанат да ја политизираат трагедијата во Кочани, а тие како влада давале помош и ќе продолжат да ја даваат. Владата ја стави на располагање целата државна помош која што им е потребна на оние кои се со последици од трагедијата. И тука нема да застанеме, затоа што ова е процес кој што ќе трае со години, а владата нема да ги заборави овие граѓани, како што СДС и ДУИ ги заборавија повредените и загинатите од Ласкарци, Бесатранс, модуларната болница, онкологија, ковид кризата и сите оние кои што не добија ниту правда, ниту одговорност, ниту помош од државата, соопшти од ВМРО-ДПМН. Истрагата за пожарот во Пулс, според најавите на обвинителот Куцевски, треба да заврши кон средината на јуни. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Меѓународен лекарски тим обучува македонски лекари за пострехабилитивни процеси за повредените од трагедијата во Кочани. Траја Ристовски ово.
Лекари физиотерапевти од Египет, Бразил, Гана и Мексико, дел од интернационалниот тим за ургентна медицина од Велика Британија, 6 недели обучуваа своји колеги и медицински персонал за рехабилитација на повредените од пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. Ова е сертифициран тим од доктори специјализирани за тренинг рехабилитација на пациенти со изгореници. Обезбедивме 20 сесии на обукација, како во Кочани, така и во Скопје, каде што се одржа тренингот и обуката. Се надеваме дека денеска со при крајот на завршетокот на курсот кој што го овозможивме, дека колегите имаат стекнато клучни знаења и вештини што ќе помогнат понатака во третманот на овие пациенти. Стекнатото знаење ќе придонесе за подобра грижа и нега, спречување на онеспособеност и коморбидитет кај пациентите. Обуката беше интензивна, присуствуваа доктори физијатри од клиничка болница Штип и од болницата во Кочани, физиотерапевти, медицински сестри, хирурзи и инструментарки. Наскоро стручен тим од психолошкиот центар Алтернатива започнува со групни разговори работилници за справување со траума и загуби и за ментално заекнување, наменети за млади семејства и професионалци, директно или индиректно погодени од трагичниот настан во Кочани. Работилниците се целосно бесплатни и доверливи, со цел да се обезбеди сигурно и безбедно место за младите во Кочани, кои што се борат со емоциите. За Сител, Трајан Ристовски. Парада во Москва и пораките, дали Русија и Украина се движат кон мир, за позициите на Трамп, европскиот одговор на Москва, суд за воени злосторства во Украина, во тема на денот анализа со Мирче Адамчевски. Трагедија во Кичево, син губил својот татко откако со секира го нападнал семејството. 48 годишен маж во кичевското село Србјани со секира во семејната куќа ги нападнал своите родители, при што го смртил таткото, а неговата мајка е тешко повредена. Сторителот сам се пријавил во полиција. Денеска во 7 часот и 10 минути полициски службеници од ОВР Кичево лишија од слобода 48 годишен жител од кичевското село Србјани поради сторено кривично дело убиство. Околу 07 часот во полициската станица во Кичево од итната медицинска помош пријавено е дека кај нив се јавил 48 годишниот жител од ова село и кажал дека во семејната куќа во село Србјани со секира ги нападнал неговите родители. Со возило на итната медицинска помош од Кичево двете лица се пренесени во медицинскиот центар во Кичево, каде што неговиот родител, 74 годишен жител, татко на сторителот, им подлегнал на повредите, додека неговата 67 годишна мајка е во неконтактибилна состојба. Дознаваме дека станува збор за нефункционално семејство со бројни караници и нарушување на мирот во домот. Не, до овој момент немаме информации како лице кој што е сторител на одредени други кривични дела. 48 годишното лице е лишено од слобода и по документирање на случајот против него ќе биде поднесена кривична пријава. Нина Ритоновска, Сител телевизија. Црвениот крест во Охрид со над 1000 волонтери помага на социјално ранливи категории. Бројот на социјално загрозени лица постојано се зголемува. Над 1000 волонтери на Црвениот крст од Охрид секојдневно помагаат во неразлични ситуации. Граѓаните од социјален ризик најчесто имаат потреба од прехранбени производи, лекови, здравствени услуги, а бараат помош и за неплатени сметки. Иако охриѓани се хумани, сепак постои потреба од постојано подигање и мобилизирање на јавната свест на повисоко ниво. Потенцираме особено кон младите и кон нашите сограѓани да бидат дел од хуманоста, да бидат дел од нашите активности, бидејќи само така можат да се изразат позитивно. Знаеме во какво обкружување, во каков свет, во глобални рамки живееме, колку тешки и големи предизвици имаме, но сепак не
заостануваме. Од особена важност е соработката помеѓу локалната и Црвениот крст во насока на развој на хуманоста. Навистина треба да ни биде во преден план хуманоста и она што го имаме како заедничка цел, а тоа е помош на граѓаните, на сите оние ранливи категории и сето она што ние го имаме како надлежност во однос на Советот на општина Охрид и сите оние активности кои што заеднички ги имаме со Црвениот крст. Бројот на социјално загрозени лица постојано се зголемува. Во текот на една година волонтерите обслужуваат преку 600 социјално загрозени семејства во Охридскиот регион. Нина Ритоновска, Сител телевизија.